Добар ден, драги гледачи. Добро дојдовте во ново видео, во нов каркаст. Денес го имавме еден од најдобрите готвачи во историјата на Република Македонија, а тоа е Никола Мишковски. Добре ни дојде, брато. Ај, добро те, најдобра бомба, фала на најавата, најдобриот. Не постои најдобар, знаеш, секој си е добар на свој начин. На свој начин, да. Да, и секој си е добар во својата област, така да никогаш не велам дека сум најдобар. Добар сум во тоа што го работам, но најдобар не постои. Не биди скромен, па и ти сега, тако сум цел живот, најдобар се покажува на надпревари кога се иде, знае. Тогаш се мерат силите некако и тогаш имаш прво, второ, трето место и тогаш можеш да кажеш дека си најдобар. Со оглед на тоа што те бара да снимаш, да правиш, да креираш, да не знам, реклами се, тоа значи дека си еден меѓу најдобрите, така? Успешен во својата работа. Тоа мислам дека е првиот збор, успешен во својата работа. Како си, шо правиш? Добро, одлично. Зимско, ладно, малце се возикаме низ населба, супер. Без јакница да изгледа тоа сето убаво на камера. Имаш добро грејење у колата. Да, сега ќе се згрее уште малце. Што има кај тебе? Но не сме се виделе оддамна. Што има? Што да има? Гужви малце пред нова година, да, хаос, периодот, работа, снимање, проектчиња некои кои што требаше да се завршат. Сега малце полабаво периодов, па така ќе посветиме малце повише внимание на себе и на фамилија. Тоа сега да те прашам како ги помина пред новогодишните празници, мислам не празници, еуфорија и после празници сега што помина, дали све беше у домот, у фамилијата? Домот, брато, домот, да, тие што нормално работно време имаат, кај мене куќа посо беше работа. Како мене мислиш нормално работно? Па вајда, ти сам си го креираш времето, нели? Тоа е нели најдобро нешто да имаш финансиско, мислам да имаш време, финансиска слобода да имаш некоја си мислам. Тоа е најубаво, да, ама ајде, за жал работава наша е таква каква што е, кога има работа и кога се сите по кафани, ние мораме да сме на работа. Поготоа јас као некој што има поголема одговорност во кујната и треба да бидам таму цело време. Не ти е злосадено нека због писано да кажеш, аве не можам више сам да идам дома. Сигурно ти се десило тоа. Ти се случува, да, но ја сакам оваа работа. Знаеш, ја работам уште со страст, некако со љубов голема и некако не ми пречи воопшто тоа. Да, имаш периоди кога се напната, кога е нервозна, кога имаш луѓе околу тебе со различни карактери кои што треба да се справиш со сите нив. Навистина е многу тешко, но психологија, знаеш како психологија, мораш да им влезеш на сите под кожа за да знаеш да играш со нив. Кога се нервозни да ги направиш да се насмеат, значи да направиш еден баланс со кој иначе не би функционирало ништо. Нормално иначе ќе се заколјаат сите. Хаос ќе биде, хаос. Од нервоза. Кажи ми која е потешка работа според тебе? Да бидеш кувар или да бидеш келнер, да имаш допир со луѓето и со секаков вид на луѓе? Ај ти имаш некој одреден вид луѓе у кујна, ама ги знаеш и можеш да ги на некој начин да најдеш НЗС со нив. Абе, знаеш како секоја работа си има своја тежина. Не е ништо едноставно. Не дека јас не искачам надвор и немам контакт со гостите. Да, искачам надвор и имам. Тешки се двете страни, навистина. И таму тие што се затворени внатре, им е тешко во кујна и на тие што се надвор, што треба да се справат со секаков тип на луѓе и карактери. Имаш од некои нормални, имаш до пијани луѓе, треба да балансираш. Па немаш разбирачка со тие. Немаш разбирачка, но затоа и келнерите и готвачите се една екипа, еден тим во еден ресторан. Ништо не може да функционира ако немаш добра екипа. Замисли ти направиш топ јадење, скоцкано, вкусно направено како што треба и ти го носи келнерот и го фрла вака на маса. Да. Ти у старт го, може да биде тоа и обратно направено. Значи да имаш лошо јадење, а да направи келнерот добра услуга, да. Значи мора да има тука една добра екипа, добар тим каде што се уиграни и да бидат сите стрекни и задоволни. Најбитно е ние работиме за гостите, затоа и гостите ни се враќаат назад. Нормално. А кажи ми, што баш пред некој време правев мовет со Тоше Зафиров, као многу од келнерите од таа работа што работат, као доаѓаат нерасположени или не само келнерите, касиерки и такви ствари. Као не ти се смеат, немаат добра услуга, не ти кажат повелете ни добар ден, ни здраво. Од што зависи тоа? Ја му кажав на Тоше, ама он некако мислеше дека не е тоа така. Ти што му кажа? Ја му кажав дека од кешот, од парите. Не знам, некои луѓе мислам дека не можат парите да ги променат. Мислам дека системот не е таков
Па и кај нас и гостите кога влегуваат, не влегуваат насмеани, па некако да ти донесат некоја позитивна енергија во себе, па ти да се насмееш на нив. Мислам дека тоа е обострано, а и да ти кажам дека повеќето од луѓе више работат по 2 работни места. Станавме као Запад, као Германија, За да и некако скрпат им е крај со крај. због тисано да треба да се смеат, да ја трошат таа енергија во смеење. Да, реално. Па не знам, ја барем така гледам дека сите некако таа мини џоб шема која што има по Германија, имаат една стандардна работа и работат по 3-4 сати на друго место, да може да покријат нешто плюс. И Да, реално у задње време све е скапо, све е покачено, така да се снаоѓа што би рекле крпен живот. Па да, има работа за сите, кој сака да работи, има навистина работа, но колку е платена и цената, тоа. Ама има и некои што бараат работа, а гледаат да не ја најдат. Има и такви, да. Ја познавам еден куп такви луѓе и цел живот нема работа за нив, Да, ама кога ќе ги викнеш да работат, тогаш не им се работа. Да, и сите им се криви. Кажи ми сам да збориме малце за тоа видеото што го постираше за Нова година, беше за 31-ви? 31-ви, да. Некако традиција ми стана секој 31-ви, па едно 3 години уназад. 31-ви правам по едно видео во автомобил кој идам на кај работа, пошто во принцип идам преку ден навечер, не работам за Нова година. Значи денска. Да, денска па така некако сум одлучил многу одамна и сум рекол се едно 31-ви нема да работам навечер, сакам да се бидам дома или кај да било со жена, со деца и да си поминам барем таа вечер заедно со нив. Го правам тоа видео онака стандардно некако, барем ја што велам 1% од тие што го гледаат тоа видео да им влезе нешто во глава. Најпрво правам муавет за алкохолот, значи да не возат пијани, значи да не седнуваат во автомобил ако се под действие на алкохол, заради тоа што не треба само нивниот живот се гледа, треба и на тие надвор што се може да настрада некој невин. И второ, оваа година давав малце повеќе внимание на угостителските работници. Некако тоа се занемарува дека ние идеме сите се забавуваме во ресторани и си упоминуваме супер, но позадината на се тоа е угостителскиот работ. Нормално. Значи, треба ли некој да ти го донесе, да ти го направи? направи? Така, да, некако таа енергија да не се тие луѓе таму не може да има ништо од таа забава, затоа кажав оваа година дајте им малце внимание на нив, барем кажете им едно среќна Нова година, гушнете ги ако не ништо повеќе, да се осетат и они сакани во тие такви тешки денови за нив, заради тоа што 20-30 дена декември се навистина турбо. Јас сум дел од таа екипа, но и сите угостителски работници. А имаше ли ефект видеото? Имаше, да ти кажам, многу келнери викаа, шефе, што направи, па чак гостина да не гушкаат, па викам, убаво ли ви? Убаво ни. Па тоа сакав да го додаваме, доволно е тоа, ништо не треба повеќе. Нормално. Кажи ми, малце за сезонскија јадења ќе те прашам, за пачата како е овој дел. Значи ние снимаме 20 јануари, кога ќе излезе видео, ќе излезе за брзо. Снимаме баш за пача. А баш пачата е сега актуелна и сакам да те прашам нешто околу тоа, како се прави. Дали знаеш да правиш, што ставаше чисто да им даеш некој Значи, тоа се знае, 19 јануар е ден која навистина по традиција останало него треба пача да се прави. Да. Направив ја пача, на работа направив пача, дома не, направив на работа пача, сакам многу пача да подготвам, сакам онаква традиционална пача, кај што треба да се вари 10 до 12 часа, онака на тиво коган, пошто правиме ние малце поголема количина по рестораните, многу битна работа, свински нозе, телешки коски, и некоја димена буткица, ставаме коленица, под коленица, така. Да има шмек. Да има малце арома и основни зачини, само сол и лук, ништо друго, не ставам никакви зеленчуци внатре. Има домаќини кои што ставаат и кромет, и морков, и плюс додатоци во самата пача, ја правам само сол, лук, коски и месо, толку е. На тиво коган се вари долго време, се вади маснотијата постепено од озгора, се дека не изредуцира некаде на половина од тенџерото, потоа се вадат коските, се прецедува течноста, добро се зачинува. Поише пати се фрла течноста? Не, течноста не се фрла ниеднаш. Само се вади горниот дел каде што искача маснотијата. Заради тоа што водата и маслото не се двојат. Маслото ќе иде горе, секогаш го вадиме маслото, го изфрламе за да не постане ни побеле пачата дека сервираме. Убаво се прецедува, се двои месото од коска, се става месо, се става лукче, се става течност.
И ја оставаме преку вечер да се стегне и сабајле пача и ракичка, нема болje Да, работа. нема Леле. боле, дефинитивно. Има ли побарувачка за пачава? Па еве ги ти кажам, направив 70 на порција, за 2 дена отидоа. Значи има побарувачка Ја дефинитивно. имам другар што у едно седнување 5 порции пача јаде. Пачата е многу здрава, бе. Знаеш дека прави, сега читав некои испитувања за пача што направиле, имаш чисти колаген во самата Да. пача, од коските, од месото, од се, нема масноти и калории воопшто, во нејзе има многу мала количина на калории и многу добра е за одржување на еластичност на кожата. Да, На многу зглоба добра и работа, многу да, е да, и за коски и за кожа многу добра работа. Многу кој сака, еве Стефанија, моја жена ми, прв пат сега, вчера прв пат проба пача. Да, и вика, зашо ја до сега не сум јадела вакво нешто? Да? Да, Баш. можеби не налетала на добра пача или Да, некако да. имала одбивност према храната, Пази, тоа е ама малку лошо. имају луѓе што ставаат натре и рскавци, мазја, тоа не ми се допаѓа, стварно не ми се Да, допаѓа, ама Да. со месо, ако е, да, поготоа Месо, ако има чисто, нешто пушено тамо, нешто меца да се Чисто една убава арома, да. А вака кога сме више кај пачата, кои мезиња се актуелни у овој период на годината? Еј, брат, класика мезиња се сега зимско време. Кисела зелка, туршија, чварки, пача. Што имаме друго тука? Све што е некако зимница овој период е добро дојдено и не можеш да јадеш сега патлиџан на 4 со представи. ја Не иде, брат, не Кога иде, ќе некако не одговараат работите кога ќе едно со видам друго. некој сега шопска која ќе ми повара, ми се темни, мислам која Не. ќе повара у друштво шопска, викам што Не тоа, одговара, шопска? не одговара, навистина. Се Сега знае. туршијата е број, па и јадењата се такви се. Добар подварок, добра сарма, Да, значи да сарма. направи сега. Значи тоа се јадења кои што сега не можеш у август месец да јадеме сарма. Ќе јадеме сега, у декември, у нормално, јануар, нормално кога е И ладно. паче исто сега нема, у јули да јадеме. Е, у јули А ќе кажи сркаме ми, супа. Ти се збоктиса ли руската салата? Руска салата не период. сакам ја ич. Не сакаш? Не, Ја знам Не. ти дека не сакаш и поховани ствари. не сакам руска. Ја руска дома не правим. Аха. Искрено, да направила бабата на Стефанија мајка и направила мајка ми, па ни дале по некоја. Јас дома руска салата не сакам. Прво многу работа за ништо, за салата една, јас со тие намирници ќе направам 5 различни салати. Јас сакам, не знам, добра урда, ако начекам нека убава француска салата да направам. Сакам такви некои полесни салати, него мешање на 10 зеленчука внатре у руска салата и шунки и кашкавали. И на крај што си направи сутепа од работа, си го изел за 10 минути. Тоа не, некако не ја Да, обожавам руската салата. Не знам, јас се давам и пред некоја време. Сакаш со јајци или без јајца ја сакаш? Без. без не, јајца, не да. почнам Јас- се јас- јајца, да. Јас не сакам јајце внатре, затоа те прашувам. Да, и правевме, нели, знаеш, пред нова година таква Божик, такви се деновите. И се прејадов да ти кажам, више, викам, доста е руска до следната година. Кажи ми, имаш снимено премногу емисии у животот, имаш направено многу работи. Зашто или што мислиш за идејата да си отвориш свој YouTube канал и таму да си ги пласираш тие ствари? Мислам, настрана од тоа, си снимаш се плюс ова да ти биде работа. Па, Мислам дека абе, се е тоа окей, но ја, знаеш, ако имам работа една која што ја работам фиксно во ресторан, имам работа уште една која што ми е телевизија и трета работа треба за YouTube да снимам, мислам дека не можам да стигнам заради тоа што со храна која се снима, не може, ај ќе снимаме за 2 минути, не, друже. Иде малце подолго тоа, знаеш, си работел пак поврзано нешто со храна, пак е некој подолг процес кога нешто до дома го правиш. Затоа и некако не се одлучив, почна многу Фичо е меѓу првите кој што почнал да работи на YouTube, успешен е во тоа што го работи, има доста дечки кои што се успешни во тоа, некако кој ќе ги брка сега да со бројки да треба јас да ги стигам, храната е храна, готвењето е готвење, сите нешто исто прават, затоа и некако не почнав воопшто со YouTube да работам. да, Него се фокусирав на телевизија, таа публика е 80% ми е таа од телевизија и терам со телевизија. Имаш ли представа колку имаш рецепти направено до сега и колку имаш снимано емисии, не знам? Брзо правевме на една статистика, вадеше продуцентот кај нас на телевизија и вика, бе, ти си станал кod Џоковиќ. Викам, зашто кod Џоковиќ? Викам, сите рекорди ги помина и тешко некој кој ќе остигне. Викам, не ми е јасно што ми збориш, као. Вика, ти си рекордер у Македонија со снимени емисии за готвење. И јас свака седам и викам, чекај бе малце.
10 години работам на телевизија. Така 10 години си на секојдневно. ситата, да? 10 години сум на силата, секојдневно готвиме. Тоа се 5 дена во неделата. Во просек правиме од 3 до 5, значи просек се некаде 4 јадења. 10 години годишно по 200 емисии, тоа се 2000 емисии за 10 години. По 4 рецепти, 8000 рецепти направени за телевизија. Тоа е бројка, друже. Ја викам, леле, ја кога ќе се навратам, стварно вистина, ја многу рецепти што направи. Сега размислам кој снимал на телевизија, кој направил толку рецепти. Мислам дека нема никој Може што ги сите се направи. менјаваат Да, околу све. те, а ти остануваш таму. Да, стоеш па некако се промени и екипата и тимот, све. Ја останав од сам почеток таму, се сменеа водители, се сменеа готвачи, све се смени. Ја останав, ја и продуцентот си останавме од сам почеток таму. Сме од почетокот и ете функционира. Функционира, нешто најава имаме за нова сезона Здравје таму од лето. Ќе правиме и ново сценарио, сценографија нова, ќе се менја студиото се комплет. Па ќе биде уште поинтересно Тоа нешто сега да различно. прашам дали има нешто што ќе се смени или да ќе си остане истиот концепт. Мора концептот да остане исти. Добро, Таму концептот, да. таму е тоа е шоу кој што е купено по некоја си франшиза, да и нема тука мрдање. Може и сценографија да смениме, пошто некако станува монотона ако Па 2-3 да. години гледаш цело време едно исто и ти некако знаеш после една година снимање у колава ќе треба да менјаш. Па да. Ќе ти стане досадно, Мада нели? ја имам многу имам други концепти за ова, сам прва сезона ваква, па втора. Ќе ти раскажувам позај камери да не откриеме сега, иначе Може. ќе го апдейтуваме цел замисли после со камион да ги возам Зашто да луѓе. не? Зашто да не? Само треба да положам за камион. Немаш, да. Немам. А не ви текнало, мислам, не ви текнало, дали на продуцентот, на режисерот, кој да стои позај брза кујна као да земете летна сезона да правите надвор? Не, пошто парк ви е одма близу тука. Може Или да, дали- он треба да се направи студио, знаеш, нема таму импровизација многу. Значи Мора да биде студио. да има еден шаблон таму и да се работи на тоа, не може да се бега од студиото, мора да е тоа студиска снимка, нема експериментирање со брза кујна заради тоа што многу лесно може преку вечер да те земат франшизата, таа кошта навистина многу пари и едноставно да го немаш тоа шоу. Затоа во текот на годината или на една сезона, они зимаат десетина пати примероци од емисијата. Они викаат дајте ми мене 23-та емисија. У Холандија се наоѓа тоа. Веќе што е Што е пуштена. пуштена, и оние зимаат 23-та емисија, ја разгледуваат. И ти гледаат они дали ти се држиш поред ТВ Библијата, они се вика таа на ТВ Библија и правилата кај што им се нив запишани во таа. За франшизата. И мораш да внимаш и ако сакаме нешто да промениме, мораме прво да пратиме, да кажеме што сакаме да промениме, за они да ни дадат после одобрување. Јасно е. Тешко е со франшиза, нема експеримент. Дефинитивно. Ја тука имам овој каркастов мој картони. Добро? Веќе напишани на мојот Инстаграм профил, не знам дали ме следиш, бомбаки сум Како таму. не? И сакам да ги прокоментираме, да видиме дали исто мислиме. И што мислиш исто ти на таа тема од твоја гледна точка? Што пишува? Богат живот нема врска со пари. Ја така мислам. Да, богат живот нема врска со пари, да, богатството некако не се мери се во мери парите, да, се сложувам скоро со ова, дека може да, па и немаш толку многу пари, ама да имаш фамилија, да си среќен, да си весел мајка, татко, сите живи, здрави и него тоа е богатството повеќе него парите. Парите се некако пролазни, може денес да ги имаш, утре да ги немаш, но богатството во себе што го носиш, фамилијата, децата, жена, значи некако не се купува со пари, па и здравието. Тачно. Да. Ја викам се што се купува со пари е ефтино. Да. Така да. Убав картон. Супер. Ајде да видиме друго што има да избере. Отруени сме со неморални вредности. Дали мислиш дека е тоа точно? Па отруени сме на вистина. Тоа го кажав не на почетокот само некако, знаеш, работиме, треба да ги работиме со страст, со љубов. Некако кај нас некако се движи без вез. Некако неморални вредности имаме многу околу нас. И се сложувам скроз со ова. Не знам дали неморални или скривени вредности е правилниот збор. Некако не се вреднува реално. Порано знаеш да се вреднува реално до сега.
не знам, ја идам конкретно за мојава работа. Има готвачи кои што работат со години, се многу искусни, има некои кои што се млади, но знаат да направат добра фотографија и да ја прикажат таа фотографија. И некако луѓето се лажат, но утре кога ќе влезат во кујна, они појма немаат, а овие што се со искуство, кои што не стајле ни една фотографија, се многу подобро, да. Некако се лажат повеќе на визуелна слика, неморалните вредности. Да. Ајде уште Бавината е во едноставните работи, да. Бавината во едноставните работи. Во на ситниците, мислам. Во ситниците, да, баш така. Па не знам, внимание некојаш не мора да значи пак ќе дојдеме на првиот картон, да. Нешто со многу пари. Внимание може да биде со нешто многу ситно, но битно е вниманието. И баш тука, убавината е во едноставните работи, битно е да сакаме нешто да го направиме, да биде тоа едноставно, не треба секогаш да ги гледаме работите низ призмата на финансиите, на парите, да, материјалното, некако внимание, дали ќе биде дома зборам кон сопругата една роза или ќе биде кола, пак е внимание, Точно. Да, треба да се порадува, но треба да го правиме тоа многу почесто, некако не забораваме. Почит и искреност и тоа све. Е тоа. Што мислиш ти за социјалните мрежи? Дали ти помага тебе во работата? Много е јако што воз не застана сега. Ајде, ќе ките нема да се... Јас сум таков мале што цело време воз ме застана. Иначе, се возиме Маџари, Трубарево и назад. Маџари хиподром, тој е постариот пат за Петровец. Обично возам низ аеродром, ама ете сега ние сме од тука и јас сум да смениме рута. Да смениме рута, маца. Бомбаѓе се нов во Маџари, јас сум цел живот во Ченто, тука сме близина некаде. Да, и за тоа се скоро заборев да ти кажам. Не, дали социјалните мрежи ти помагаат во тоа што го работиш ти? Социјални мрежи, некако јас се заразив со тие социјални мрежи. Facebook порано многу повеќе користев, сега се помалци го користам, некако се префрлив повеќе на Instagram, заради тоа што работам со Инстаграмот, да снимам и видеа, снимам и реклами за некои си фирми кои што со години работам со нив. Знам да најдам идеи таму, да ми помогне на вистина, да некои што се многу успешни во својата работа, па да украдам некоја идеја и да можам да ја направам јас на свој начин, нормално. И помага, зашто да не, ја пратам многу страни со готвење, знам да украдам некоја идеја, не рецепт, професионалните готвачи никогаш не крадат, значи имаш една чинија кај што имаш 10 компоненти во нејзе, доволно една да украдеш и да се го направиш рецептот на свој начин. Да. Интересно, зашто да не? Ако порано беа книгите кои што ги имам дома и лјадници и знаев да ги читам, сега можеби телефонот ми е нешто кое што може да најдам некој рецепт и да видам добра фотографија и да украдам нешто ново. Кажи ми, има ли пари од Инстаграм? Има ли хонорари, дали знаат нека дулета, така, знам, ти си работиш... Ја работам, треба малце повеќе да се посветам на тоа, ни даваше ти совети претходно, не те послушав, сега малце повеќе ќе работам на таа тема. Има хонорари, зашто да не, има, работам долги години со фирма со зачини, каде што у годината 5-6 пати знаат да ме побарат, да снимиме. Да поздравиме Подравка, да. Сега брзо денове ќе искочи едно ново видео кое што го работевме заедно со Подравка, еден многу добар концепт на традиционални јадења, направени по традиционални рецепти, направени истите јадења на модерен начин. Да, многу добар концепт. Направен, ги снимивме 3-4 дена, 5-6 готвачи, искочи перфектно, ја го чекам моето видео да искочи. Кога многу е битно ако се задоволни клиентите. Значи Подравка се задоволни дефинитивно од нас, да не бараат и нормално дека ние тоа си го наплаќаме и успехот е обостран, знаеш. Они се задоволни, ние сме задоволни, се завршуваме работата и сите срекни и весели. Весели, мислиш дека може да се живее само доколку не би работел сега у кујна во кафана, мислам во ресторан, и да не работиш емисија, дали може само да се живее од социјални мрежи, од Инстаграм, од реклами и така? Мислам дека може, заради тоа што ќе се посветиш цел фокус ќе даеш таму. Да, ќе се фокусираш таму, ќе направиш добри бројки, ќе се фокусираш повише внимание ќе даеш на снимање, на сам себе промоција
и може ако си успешен, можеме секаде да успееш, не ме зафрка. Реално Сегде сега се успева. колку идеи можеш да најдеш од тие социјални мрежи, да ги имплементираш на твој начин што викаш, така да. А дали мислиш дека возов некогаш ќе помине и Не, најинтересно е тоа што може да чекаме 15 минути на крај да помине едно такво вагонче мал. Да. И баш ќе видиме што ќе помине. Ја мислам дека помине, ама ај уште си чекаме. Дур седиме тука на рампива, да те прашам, кога сме веќе кај социјалните мрежи, а ти си родител, и сам да те прашам како, дали им дозволуваш на твоите деца да седат на социјални, дали имаат социјални мрежи, дали мислиш дека е добро или за нив или... Големиот, пошто има 13 години, некако он TikTok почна да сега од лани веќе да има, гледам снима нешто таму се зафркава на телефонот, но тоа пак е со некоја граница. Маливе, пошто 5 и 3 години се уште не разбираат од тоа. Гледам, сакам симне ми TikTok да гледам. Гледаат повише YouTube, значи гледаат овие рилсови што се крат, не, на телефони, таблети или телефони, заразни се навистина се со тоа, но гледаме барем 2 сати у денот максимум да имаат телефон во рака. Значи тоа е 2 сати, некако држат да се фокусираат малце повеќе на игра, да се фокусираат малце повеќе на цртање, на боење, на некоја интеракција меѓу себе, гледаме да ги тргаме телефоните, а не можеме скроз заради тоа што ние им викаме тргајте ги телефоните, ние целно сме на телефони, така да ние сме зависни, а бараме од децата да не ги користат. Ние сме се криви. Кажи ми, фали ли нешто конкретно у Скопје за некоја програма за деца кај што они нема да бидат на телефони, на таблети, него ќе посветат внимание на сами себе, на другари, на пријателство, на такви игри? Во возот поминува сега. Значи, фали многу, навистина. Ете, средната Дарија ќерката ја носиме на базен 3 пати во неделата. Треба да доеш и да видиш што се случува таму. Значи, во еден базен имаме у градот. Знаеш, градот од милион жители, па навистина има малецка. Да, локомотива. Тоа е само 3 метра. Чекавме 15 на град од милион жители ние имаме еден базен каде што треба да дојат илјадници деца. И на еден термин од 1 сат имаш по 1000 и нешто деца. Услови никакви. Значи се соблекуваат на скали, се соблекуваат на ладно камен. Небитно тоа, но немаш услови никакви. И ние си го носиме детето таму, сакаме да иде заради тоа што немаме друг избор. Да, немаме друг избор. Замислите што би било да имаме 10 базени така. Да имаме 10 сали каде што детето ќе го запишеш некаде на гимнастика, каде што ќе посвети саат време, значи некаде ќе се дружи со тие. Нормално, некако ја кога бев дете немаше што не тренирав. А сега некако се помалци и помалци, зимно време, ваму било ладно, немало грење, него носи дето, таму немало тренер. Да, не било фалат услови за деца многу. Ако си бил малку, прв спорт што си го започнал? Прв спорт тренирав карате. Карате? Да, завршив со ракомет. Долги години тренирав ракомет. А неми баскет и фудбал? Не, баскет не тренирав, некако боречки вештини ме привлекува карате, па џудо после тренирав. Ама џудо многу кратко беше заради тоа што некако голема група ме стави и ме ака од земја, бе. Бам, ке мекнат од земја. Си викам, беје, ова не е за мене, веќе што ли кјуте ќе јадам тука. А кога се деси оној преокрет од кога так ни џудо, ни карате, ни ништо, кој навлагам и сакам тоа да гучам, само тоа да успеам и сам тоа да ми биде дел од живот. Ја не знаев дека ова работа ќе работам, сум кажал и претходно, се запишав ја угостителско, значи сосем случајно другарот ме натера. Другарот Ристи Чедомир кој што заедно бевме од градинка па основно и средно заедно. Каде бе кидеме у угостителска? Што ќе правиме угостителска? Келнер или ќе бидеме? Не викај за готвачи ќе се запишеме. Се запишав, значи со никаква мисла дека некојаш ќе работам оваа работа. И прва година не учиш готварство ништо, знаеш, немаш поврзаност никаква со готварство, општи предмети учиш. Втора година веќе мајка ми работеше како готвачка у кујна. Вика, на пракса, вика, сакаш да идеш? Викам, сакам да идам, вика, може ќе ти дадат некој денар таму, оди, знаеш. Да. И ме праќаат овдека по оваа улица тука, гледаш те, у Маџари, овдека? Кај Боби и Дени, да, Боби покоен, се вика ресторанот Боб Ден,
еден многу успешен ресторан кој што на времето работеше Ама сега не фантастично, постои, не да. постои, да. Вика иди, вика таму ќе ги бараш, вика Боби и Дени. Ја влегувам у ресторанот, прв пат кујна Боби и Дени. Доаѓа Дени и ми вика: "О, здраво, ти си Никола, о, Чекич ме викаат како у населба како дете, од дете тоа останат надимак. Ајде вика, еве ти ќе целата влегува кујна и почи да работиш. Гледам ме изгубен германец. Одма од прва. Од прва. Вика, гледаш таму, вика, има едни овали, такви уште 10 треба да набреш. Затвара врата и си искача од кујна. Ја, брат, паднат од Марс. Гледам за мене све нешто ново. Седнам и си плачам, брат, вака седнато еден киос, си плачам. А колку години? Тука? Прва година, втора, 3-14 години, да. И гледам нема фајда од моето плачење, дали плачеш за да нешто добиеш. Никој не те слуша, нема фајде никако. Земи работа. Станав, се избришав, станав и почнав да работам, едно 3 сати, 4 сам си работам таму. Доаѓа газдата и ми вика, направи, топ вика. Еве ти 500 денари, утре дојде пак. 500 денари, бра, знаете што значи пред 20 нешто години 500 денари, бра. Леле, ја жив среќен, некако парите на почеток ми беа мотивација. Со парите и мотивацијата ја засакав оваа работа и од тој ден кога влегов од Боб ден, еве до ден денеска, јас сум секој ден у кујна. Па, и сега си, како што кажав, да, добро, вложував многу во себе, бе. Јас сакав оваа работа, сакав да учам. Тренинзи, сигурно такви ствари. Многу надпревари, многу да, шетање надвор од државава, многу разменување искуство, многу пријатели, колеги и некако сега се гледаме годишно еднаш, два пати така на некој настани и тоа се многу убави искуства кои што не се купуваат со пари. Нормално, само се надевам дека колегите и све си се држите заедно како што треба, зашто знаеш кај нас у Македонија како е, секој гледа да му завидува на другиот, има многу љубомора. Его и суета, брат, оваа работа се појави многу. За жал тие што си остана успешни во својата работа и на цврсто си газат на земја, си се дружат. Еве ние имаме една екипа многу убава која што си правиме собири и забави често во текот на годината, да не се заборавиме, тоа се готвачи од цела Македонија, си правиме хуманитарни настани, си правиме собири меѓу себе и се дружиме на вистина. Нема јас сум боле од тебе, не постои. Може да правиме муабет за храна, ние 24/7, но не постои јас сум овој, јас сум оној. Не. Сите сме готвачи, сите си ја сакаме оваа работа и сите си ја работиме, и затоа тие што сватија дека се готвачи и нема добар, најдобар и подобар, туку како што кажав на почетокот, сите се добри во својата област и некако сите се дружиме. Тие што мислеа дека се многу големи готвачи и многу успешни во својата работа и јас што поминав у животот, знаеш ли тие кои сум? Тие останаа сами, брат, за жал. Шеф Никола, мило ми беше што гостуваше. Јас привршувам бидејќи те враќам во твојот прекрасен дом. Ако сакаш нешто да кажеш за одјава, слободно. Ако не, да сме живи. Нема што да кажам, с мене си овој десниот во амортизер кај Марчепа што ти тропа малце повеќе. Ништо, бидете ми живи и здрави, пратете го Бомбакис. Одлично, шоу, убава забава кај него. Мислам дека добро си поминав. Супер си поминавме, да, брзо ми. Или у кафана не може да биде никогаш боле, се у кола. Ниту вода ми даде да се напијам, ни ништо алкохол нема кај нас, туку возење нема алкохол. У кафана може да се опуштиме. Гледаш ми треба некој спонзор вода, ајде спонзор некој вода, пишете. Спонзор вода, можеш да се земеш некој безалкохолно пивце, зашто да не смееш тоа? Сакам малце да се олабаваме од вакво пивото и сам да почнам да вежбам. Ајде, пак идеме заедно, ајде вика. Да, па може. Ништо, драги гледачи, вие не заборавајте да ставите лайк, шернете, субскрајбнете, пошто тоа е бесплатно, мене многу ќе ми значи. Ќе го заследите шеф Никола на неговите социјални мрежи, бидејќи го имате тоа уште на почетокот, ви го ставив и останете ми со здравје. Се гледаме у некоја наредна епизода. Чао.